Жителите од село Дулан и Штипско на мирен протест. Револтирани велат дека приватен инвеститор поставува панели и поставува кабел со што се копа патот. Велат дека не им пречи кабелот, но децидни се дека истиот не може да поминува низ селото. Велат дека кабелот е поставен над водоводна линија и представува опасност за нив. Има панели ставено у Љуботенско, а кабелот треба да оде низ селото. И сите тука што сме собрани стоиме на зборот дека ќе имаме проблеми со тај кабел, пошто е многу јака струјата и мислиме дека нема кај да помине кабелот преку селото. А трасата прва беше изгледа изведена надвор од селото и дали за некое шпарање на газдите што го имат панело, сакат да ја скратат трасата па да успеат да направат парички. 1200 метра сакат да го копат асфалтот, да го ништат. Трасата е направена пред 50 години, они сега ја ништат. И струја ќе стават врз водоводо. И тоа са каблови, сега ќе видите, ќе ги снимаме кабловите, а меѓу време ние ни даваме тука, даваме ни шанса да не ни одат преку селото, да одат пократко, место со 500 метра пократко, и ќе се подпишеме 350 гласа имаме собрано, ќе се подпишеме никој да не ги дира нива, нека копат дека сакат, само пато да не го ништат. А ние не им даваме такво. Ние ќе правиме борба и со полицијата ќе правиме борба. Ние сме 200 души. За проблемот велат запознаени си од локалната самоуправа и жителите бараат стопирање на ваквите активности. Велат нека се копа, ама надвор од селото. Трасата мине ни селото, ни самото село има телефонски кабли, има водоводна мрежа, што мора да минат низ тај дел. И ќе копат покрај пато. Шом ќе копат покрај пато, самиот пат ќе се уништи после. Тоа е сериозен проблем. Значи имаме од другата страна, значи исто по државен пат да се движат без ништо да направат проблем, да никаква штета да нема. А у реката сакат да минат низ река, таму има посебни услови на ставање на кабели, значи вода и струја, не знаеме како тоа може да се дека не оде заедно тоа. Ама они сакат така да го работат. И они се држат за тоа дека ние имаме таа траса не е издвоена и мора да одеме да се движиме по таа траса. Одобрение имале. Од општината децидни дека за проблемот знаат и бил организиран состанок за да може да се најде решение. Како локална самоуправа организиравме состанок на кој беа присутни жителите од село Дулани и инвеститорот кој врши градежни активности со цел да се изнајде заедничко решение. Исто така во комуникација сме со ЕВН за изнаоѓање на решение за поместување на трасата, со што се надеваме дека ќе дојдеме до конечно решение за решавање на овој проблем, велат од општината. Инаку жителите посочија дека и утринава активности на терен има и дека се размислува за организирање нови протести.